Нивите во Карбинско се сушат, проблемот со наводнувањето никако да се реши, па иако ова е претежно земјоделски крај, овде функционален систем за наводнување речи се и да нема. Со години наназад овдешните земјоделци наместо од хидросистем, нивите ги наводнуваат од сопствени агрегати. Брана нема, каналот е спроведен, лепиот канал до Којзак. Се изгоре. Еве 7 хектара житарица и 3 хектара пченка. Со агрегат вади, со помпи, мъкни, удува, не бива. А Златно поле имаме тука, тоа е чудно поле што биркет ќе дава. И луѓето, младите деца се разочараа. Еве у Карвици, многу народ избега. И што ќе работи? Врз 8 динара жито, дека. И стока се продаде и се сонде. Не бива. Ништо подобра не е ниту состојбата во соседното Караорман. Таму пред неколку години уништениот систем се уште не е ставен во функција. Ние имавме еден канал меѓу Карбинци и Горни Балван. Тој канал е однесен кога браната во Пишца е пукната. Каналот не е направен. Од тај канал одеше лево и десно, мислам, по течењето на реката Брегалница. Ние вадеме по 800-900 кила од декар оризи. Сега веќе вода нема, полето е сушно, сееме ешмен или пшеница, наоѓаме по 100 до 150 кила од дека, значи ништо не може да тоа направиме. Ова намака ги става земјоделците од овој крај чиј број е над 1000. Иако досега решение за проблемот барале неколку пати, ниту едно водно стопанство не нашло за потребно нивните забелешки да ги слушне. Инаку проблемот со наводнувањето е надлежност на државното претпријатие за водостопанство, кое откако се централизира, речи се и да не знае каква е состојбата со наводнувањето на терен. Потврда за тоа се и состојбите со нивите во Балван, Чешиново, Блешево и Овчеполието, кои годинава останаа суви поради оштетената каналска мрежа, а на терен никој не се појави ниту да ја види состојбата, уште помалку да понуди решение за неа.